Почитувани гледачи, поздрав од спортската сала во Куманово, каде за неколку минути треба да започне осмина финалниот напревар од футсал купот на Македонија, каде ќе се сретнат екипите на Биџо и гостинскиот тим на Црна река. Вообичаено на почетокот на овој напревар составите на двете екипи направени за домаќинот на стандардна постава. Стојановски со број 12, број 4 капитенот Накерски Александар, број 7 Петковски, број 7 Златковски, односно број 9 Златковски се извинувам, број 10 Илич Владислав, потоа број 1 Трајковски Антонио, 2 Николовски Андреј, 5 Спасовски Давид, 8 Ѓорѓевски Драган, 14 Бојковски Александар, број 15 Ѓорѓиевски Валери и повратникот во тимот со број 16 Живич Марто, кој поради повреда го немаше во првите напревари за екипата на Биџо. За тимот на Црна река со број 25 Јолдашев Александар, број 2 Гацев Тони, број 7 Мехмединовиќ Мартин, број 8 Мицев Лазар, број 10 Димов Миле, број 3 Грков Ѓорѓи, број 4 Конев Душко, број 14 Станоев Видан и со број 21 Мицев Илија. Како што реков и премалку, тренер на екипата на Биџо со број 4 Накерски Александар, додека односно капитен се извинува, капитен на екипата на Црна река е со број 8 Мицев Лазар. Судијска двојка на денешниот напревар е прв судија Петар Мантев од Неготино, а втор судија е Илија Гонев исто така од Неготино, додека делегат на напреварот е Зоран Ристовски од Велес. Се е спремно за почетокот на овој напревар. Како што повеќе пати не јавивме, почитувани гледачи, во пролетниот дел сите напревари на екипата на Биџо ќе бидат емитувани во целост на програмата на К3 телевизија, не само на оваа екипа, ќе почитам уште еднаш, ќе може да ги гледате и напреварите на кошаркашкиот клуб Михайловски, потоа на фудбалскиот клуб Гоблен и како круна на сите на тие напревари ќе продолжиме да ги имитуваме и дуелите на женската ракометна екипа на Куманово. Со напомена дека во најскоро време ќе ви ги прикажуваме во директен пренос сите овие надпревари. Што се однесува до екипата на Биџо, во првенството во втората лига, по првите кола во пролетниот дел, тимот од Куманово веќе има одлична предност, 5 бодови разлика во однос на единствениот конкурент, тимот од Македонска Каменица, што е голема најава во пресет на преостанатите напревари, каде што ова екипа од Куманово ќе треба да го потврди, односно да го верифицира првото место на табелата и експресно да се врати во суперлигашката елита, каде ќе потсетам минатата година поради одредени проблеми го напушти ова првенство. Почеток на напреварот, прв напад го имаат гостите од Кавадраци, се работи за една исклучително силна екипа, одлично покриена на сите позиции, па поради тие причини на домашниот тим нема да му биде воопшто лесно да стигне до пласон во четвртфиналето, да се надеваме дека нема да биде прикажена лоша игра како на првиот напревар против тимот од Стојаково. Веруваме дека домаќините ќе имаат мотив повеќе против реномираниот противник да забележат победа и да се пласираат во четвртфиналето од Купот на Македонија. Петковски, па Накерски, Златковски на оној напревар против екипата од Стојаково. Златковски беше најдобар поединец во својата екипа. Петковски, Златковски. И тука треба да има прекршок. Еве ја првата ситуација за домашниот тим. Има шанса да го загрози голот на гостите од Кавадраци.
Вообичаено сите вакви прекини ги изгледува Златковски, има одличен удар. Овој пат пласираше, меѓутоа покрај левиот дирек. На головата на Црна Река е Александр Јолдашев. Топка за Биџо. Златковски, Накевски, уште еднаш Златковски, Илич. Добро, 10, тоа е Миле Димов. Еве сега одлична прва, би рекол, посериозна шанса. Не успеа гости да реализираат и контранапад, има прекршок. Илич, одличен техничар, би рекол голем мајстор на фудбалската игра. Во есенскиот дел постигна неколку ефектни голови за екипата на Биџо. Златковски. И тоа е топка за гостите од Кавадраци. И некој за домашниот тим, за екипата на Биџо. Нема одмор, веќе во наредното коло на домашен терен ќе го пречекаат градскиот ривал, тимот на Форца, од која домаќините очекуваат нови 3 бода. Еве сега много голема шанса Петковски. Одлично таму блокираше Миле Димов. Барем овие први 2,5 минути припаѓаат на домашниот тим, кој мотивирано влезе во овој напревар. Петковски, Златковски, Илич, уште еднаш Петковски, Накевски, може да игра таму со Златковски, меѓутоа се спретка на крајот. Одлична контролна топка на Мехмединовиќ Мартин и одлична ситуација, за малку не успеа Мехмединовиќ, втора би рекол посериозна шанса за екипата на Црна Река. Станува сега поинтересно, се разгорува битката на теренот. Сега е мал пресинг на домашниот тим преку целиот терен. Мехмединовиќ. Добро преигрување, меѓутоа не ја зафати оваа топка најдобро гостинскиот фудбалер. И еве сега можност за Биџо да организира веднаш против напад. Илич, Петковски, капитенот Накевски, Златковски, па повторно Петковски во широчина, Илич. И сигурна интервенција на голманот Александр Јолдашев. Димов. Тој е капитенот Лазар Мицев. Изворена топка, да видиме сега опасна ситуација. Премногу отиде откоса таму гостинскиот фудбалер Тони Гацев и сега контранапад на Биџо. Илич. Илич не знае што да прави со топката, па Накевски. Не успеа да помине. И да видиме на крајот топка за домашниот тим. Накевски уште еднаш. Топка во широчина Илич. Ноште рутинирано се обиде да се уфрли таму пред голот Златковски. Меѓутоа внимателна беше одбраната на Црна Река. Сега одлична интервенција на капитенот Накевски.
И да видиме на крајот топка за Биџа во игра со број 8 за прв пат во домашниот име Ѓорѓевски Драган. Тој влезе во игра на местото на капитенот Накешки. А забележено таму дека наскоро во игра треба да влезе и со број 5 Давид Спасовски. Илич. Добро таму блокираше домашниот фудбалер и сега гостите повторно ќе се обидат да организираат напад. Премногу таму комплицира Лазар Мицев, гостинскиот фудбалер, Златковски, добра интервенција и за малку не успева двојна комбинација. Илич Златковски. Помина 6 минути од првото време и натаму гледаме интересен напревар помеѓу футсал екипите на Биџо и Црна река од Кавадраци. Изворена шанса, за малку не успеа Виден Станоев. Многу се гостите опасни од овие уфрлувања од втор план. Петковски. Еве може сега да видиме чиста ситуација и прекрасна интервенција на Јолдашев, биеше со број 5 Давид Спасовски. Ова беше 100% ситуација. Штета останува 0:0. Златковски во негов стил проектил, меѓутоа над голот на Црна река. Домашниот тренер Ивица Додевски постојано довикува кон своите фудбалери. Заедно со неговиот помошник Зоран Ивановски направија една одлична екипа која доправа треба да ги прикажува вистинските резултати во наредните години. Се работи за една млада, талентирана и со огромен потенцијал екипа. Добро селектирана и очекуваме Биџа во наредната сезона во првата лига да го презентира градот Куманово во уште поголем сјај. Еве сега еден голем пресинг на домашниот тим со број 14 Бојковски сега во игра и уште еднаш изворена интервенција на Александар Јолдашев. За сега голманот на Црна река брани во голем стил. Ево нов обид, меѓутоа беше премногу амбициозно од Бојковски. Ево нова ситуација, да видиме уште еднаш добра интервенција, повтор пат се обиде Валери Ѓорѓиевски, меѓутоа останува 0:0. Кимов, со број 2 Гацев. Видиме, мора да врати назад Спасовски, па и Ѓорѓевски, уште на Спасовски. Изворена проигрување, меѓутоа не успеа да ја смири оваа топка Ѓорѓевски Валери. И да видиме сега реагираше вториот судија Илија Гонев од Неготино. Мора да признаеме дека домашниот тим некако влезе со поголема желба за успех на овој напревар, се борат домаќините максимално.
0:0 е. Скоро 9 минути поминаа од првото полувреме. Станоев. Акимов. И добро беше таму затворен Тони Гацев. Лазар Мицев. Има силен удар. Ќе мора да внимаваат домаќините на него. Се обиде Виден Станоев, меѓутоа сега опомена таму за домашниот фудбалер. Станоев. Кимов. Еве сега одишта реакција на домашниот фудбалер Валери Ѓорѓиевски. Ѓорѓевски, па Спасовски. Ѓорѓиевски. Еве сега убава ситуација, да видиме. И натаму шанса за Бичо, меѓутоа не се снаѓе таму Бојковски Александар. Нема прекршок, играта продолжува. До сега се играше навистина фер и коректно. Фер напревар. И сега да видиме, тука треба да има прекршок, да. И неверојатно се пода да се чека нова судијска одлука. Прекршок за Биџо. Измена ќе има во домашниот тим, ќе се врати во игра капитенот Накевски Александар. И уште еден прекршок. Сега малку како да се заострува оваа игра. Нова шанса за домашниот тим. Некако би рекол виси во воздух голот на Црна река. Дали Биџо ќе ги искористи овие моменти, ќе видиме. Брз против напад на гостинскиот тим и не успеа овој контранапад, можност Биџо да возврати. Ѓорѓевски. Спасовски. Бојковски. Бојковски. Еве и трае натаму ова апостолско голот на Црна река, меѓутоа уште еднаш одбраната на гостите добро поставена. Ѓорѓиевски. Ѓорѓевски, уште на Ѓорѓиевски, Ѓорѓевски. Се бара Бојковски. Нема ништо од овој напад. Брза контра, да видиме шанса. Топка во широчина. И права успешна интервенција на домашниот голман Стојановски. Биеше Виден Станоев. Помина 11 минути од првото полувреме. И натаму Биџо, Црна река, 0:0, уште еднаш одишна интервенција на Стојановски, а тоа беше лукав обид на Ѓорѓи Грков. Нов напад на гостинскиот состав. Станоев. Грков, па Станоев. Добра интервенција на Накевски, само за кратко. Мехмединовиќ. Одличен техничар. Уште еднаш Мартин Мехмединовиќ. Домашниот тренер Ивица Додевски
бара неговите фудбалери да играат малку поагресивно во одбраната и сега одличен удар за малку над голот. Уште еднаш лукавиот Виден Станоев беше потенцијална опасност за голот на Биџо. На потек сега е домашниот тим. Златковски се врати во игра. Неуспешна комбинација со Петковски. Нема потреба да се прави прекршок и да видиме на крајот за кого е оваа топка. Би требало да е за Црна Река. Мехмединовиќ има силен удар, ќе мора домаќините малку да внимаваат на него. Илич, Златковски, ова е негова позиција, да видиме, Златковски уште еднаш изворен удар, меѓутоа брани гомонот Јилдашев. И да видиме сега протестираат домаќините, судиите не реагираат, играта продолжува и ова беше една непријатна ситуација, да видиме на повреда се жали гостинскиот фудбалер, сепак се е во најдобар ред, можеше ова да биде непријатна повреда. Ќе продолжи на преворот. Накески и штета за малку не успеа. Ова е после ситуација, меѓутоа беше изблокиран ударот на гостинскиот фудбалер, уште еднаш Накески има чиста ситуација, меѓутоа беше себичен. И на крајот топка за Црна Река. Мораше во овој напад Накески да биде малку побрз, а еве го сега и првиот тајмаут го бара гостинскиот тренер. Еве ги советите од првиот тренер Ивица Додевски. Некој ќе потсетам уште еднаш дека во склоп на клубот работат и исклучително млади дечиња, едината на овој клуб, кои во наредните години треба да ги наследат овие постарите во тимот. Така Биџо многу внимание посветува на немладите категории, што секако е одлично. И тоа дава надеж дека оваа екипа и понатаму успешно ќе го представува градот Куманово во футсал на преорувањето во Македонија. А да се надеваме дека во оваа сезона ќе не израдуваат со првото место и, како што реков и премалку, експресното враќање во прволигашката елита. Заврши тајмаутот, продолжува на преворот. Накески, Петковски, сега на паркетот повторно на најсилна екипа што го започна на преворот. Петковски, Илич, Накески и Златковски, како и гомонот Иван Стојановски. Она што е добро, забележувам на трибините, нешто поголем број на гледачи, по моја проценка некаде околу 100 гледачи го следат овој напревар. За разлика од оној прв дуел кога го работевме на К3 телевизија, имаше некаде околу 15 на гледачи. Да видиме сега удар на Илич над голот.
Мехмединовиќ. Можеше ова да биде опасен напад. Се добро заврши по екипата на Биџо. Илич. Добар потек, меѓутоа Мехмединовиќ. И на крајот топка за домашниот тим. 15 по минути од првото полувреме. И натаму нема голови во осминафиналниот напревар од Купот на Македонија помеѓу екипата на Биџо и Црна Река и трета, па би рекол и најголема шанса за домашниот тим. Златковски биеше, меѓутоа уште еднаш гостинскиот голман Александра Јилдаше потврдува дека е одличен чувар на мрежата. Петковски, Накевски, Накевски бара таму позиција, меѓутоа беше добро затворен. Златковски, Илич. Не успеа Златковски, а обид да се лобува голманот, неуспешно тоа го направи Станоев. Петковски, Накевски, Петковски, Илич. Има слободниот Накевски, Златковски. Златковски прекрасен удар, меѓутоа над голот. Еве гледате колку малку му треба простор на Кристијан Златковски веднаш да направи шанса да го загрози противничкиот гол. До крајот на првиот дел точно 4 минути. Биџо Црна Река 0:0. Мехмединовиќ. Не успеа Гацев да го проигра својот соиграч. Изворен удар и прекрасни интервенции на Иван Стојановски, биеше Станоев. Накевски, лош прием на топката. Мехмединовиќ. Мехмединовиќ. Сега Илич добро беше поставен. Може за контранапад. Лошо преигрување кон Накевски. Штета, ова беше добра ситуација и сега тренерот Ивица Додевски врши тројна измена. Излегуваат Петковски, Накевски и Златковски. А во игра Ѓорѓевски, Бојковски и со број 5 Давид Спасовски. Станоев. Мехмединовиќ. За сега тој е најопасниот играч во екипата на Црна Река, изворен техничар, играч со многу решенија. Димов. Станоев. Мехмединовиќ. Мехмединовиќ. Тоа ќе биде корнер за гостинскиот тим. Димов. Уште еднаш Мехмединовиќ, па Димов. И прекрасен гол. Би рекол малку не внимава на гостинските фудбалери. Димов одличен удар. И во 80-та минута, значи во финишот на првиот дел, екипата на Црна Река победува со 1:0. Се лути домашниот тренер Додевски и со право би рекол не беше покриен на вистински начин стрелецот на голот Димов.
Ѓорѓевски, па Спасовски. Уште еднаш Ѓорѓевски. Добро беше изблокиран. Нова шанса за Биџо. Бојковски и тоа е топка за гостинскиот тим. Во финишот на првиот дел гостите некако поорганизирани. А на повреда се жали голманот Иван Стојановски. Да се надеваме дека не е нешто посериозно. Во дуел беше со Мартин Мехмединовиќ. Ке мора и лекарот на овој напревар да му каже помош. Инаку голманот на Биџо Иван Стојановски во есенскиот дел бранеше во голем стил. На некои напревари беше и клучен човек во тимот од Куманово. Се е во ред со него, ќе го продолжи напреварот. До крајот на првиот дел 1 минута и 30 секунди. Бојковски. Ѓорѓевски. Па Ѓорѓиевски, па тоа беше обид на Спасовски многу непрецизно. Како стојат работите, најверојатно тимот од Кавадарци на одмор ќе замине со минимална предност, но сепак да се чекаме и овие 60 секунди колку останува до крајот на првиот дел. Да видиме топка за домашниот тим. Спасовски, Ѓорѓевски, Бојковски. Лошо проигрување, многу непрецизно. А сега доаѓаат совети од клупата и од вториот тренер на екипата на Биџо, Зоран Ивановски. Мехмединовиќ. Мехмединовиќ, да видиме, тоа треба да е топка за Црна Река. Димов. Сега гостите немаат причина да брзаат, имаат предност од еден гол. Бојковски, ова може да биде добра шанса. Биеше Валери Ѓорѓиевски. Слаб удар, уште еднаш на Ѓорѓиевски. Мехмединовиќ. И да видиме, тоа е крај на првиот дел. Интересен напревар во секој случај, по првите 20 минути во првиот напревар достана финалето на Купот на Македонија. Екипата на Биџо губи на домашен терен од тимот на Црна Река од Кавадарци. Стрелец на единствениот гол беше фолирот со број 10 Миле Димов во 80-та минута од првиот дел. Почитувани гледачи, следува сега вообичаената пауза од 10 минути, па ќе се јавиме на почетокот на второто полувреме.
Почитувани гледачи, почеток на второто полувреме од осминафиналниот напревар купот на Македонија. Ке почнеме уште еднаш по првиот дел. Екипата на Црна река води против домашниот тим Биџа со 1:0 со голот на Димов во 80-та минута на преварот. Останува 10 минути надеж за домашниот тим дека ќе може да направи пресврт на овој напревар и да се пласира во четвртфиналето од купот на Македонија, каде има големи амбиции, но сепак главен приоритет на оваа екипа е пласман во првата лига. Во првиот дел една кратка оценка за напреварот може да гласи дека видовме интересен, возбудлив и би рекол квалитетен напревар. Домашниот тим во првите 10 минути нешто подобар, па потоа тимот од Кавараци имаше своји моменти. Во секој случај генерална оценка за првиот дел дека ги задоволи малобројните гледачи во спортската сала во Куманово, каде по моја проценка овој напревар го следат околу 100 гледачи, што сепак е премал број, но да се надеваме дека со текот на времето публиката ќе се врати во спортската сала и ќе им дава подршка на оваа екипа која се покаже како достоен репрезент на Куманово. Сега Златковски. На мала мајсторија на мал простор и Златковски потврдува и на овој напревар дека се работи за извореден фудбалер со многу можности. Златковски еве шанса и малку на среќа Накевски и ова е одлична увертира за продолжението на напреварот. По само 1 минута и 30 на секунди во вториот дел домашниот тим успеа да изравни на 1:1 и сега повторно се од почеток. Мехмединович за малку не успеа да погоди. Златковски изворена ситуација беше ова, меѓутоа за малку не успеа да го проигра Накевски. Димов. Тоа беше собран во Мицев, грешка, а сега греши Накевски. Мехмединович. Тој е најопасниот играч. Ќе мора многу повеќе да внимава домашните фудбалери на него. Видовте колку малку простор му треба веднаш да бие кон противничкиот гол. Мехмединович. Топка кон корпулентниот гостински фудбалер. Тој е Душко Конев. И еве сега опасна ситуација по голот на Биџо. Таму залет зема Лазар Мицев, меѓутоа блокираше Златковски. Ке поставим уште еднаш суди на денешниот напревар. Добро познатото име, нашиот интернационалец, прв судија Петар Мантев од Неготино, додека втор судија е Илија Гонев, исто така од Неготино, а делегат на напреварот е сега еден прекрасен гол на Мехмединович. Рекови во првото полувреме, а еве сега ќе ја потврдам оваа констатација дека се работи за голем мајстор на фудбалската игра, постигна ефектен гол и повторно Црна река води овој пат со 2:1.
Че да завршам претходната мисла, делегатот на преворот е Зоран Ристовски од Велес. Лазар Мицов и да видиме а сега реагира и домашниот, односно гостинскиот тренер Сидиnon Манасков, кој бара од своите фудбалери да играат уште поагресивно. Станоев. Добра интервенција на Стојановски. Петковски. Не успеа за малку Накески. Еве Илич. Илич и прекрасна интервенција на Јолдашев, кој ќе подстави првото полувреме, имаше по моја процекано 3-4 изворени интервенции и голема е неговата заслуга за овој поволен резултат на екипата на Црна река. Корнер за Златковски. Поминаа 4 минути во вториот дел. Сега разговор помеѓу судијата Петра Мантев и Илич. Накески. Илич. Илич. И нема ништо од овој напад. Стојановски, малку несигурна интервенција. Протестира таму го домашниот голман Стојановски. Смета дека имало прекршок. Мехмединовиќ беше изблокиран. Лошо проигрување од Лазар Мицев, па сега Златковски, Петковски, Илич. Собро 8 играе Ѓорѓевски, Златковски и уште еднаш феноменална интервенција на голманот Јолдашев. Сега одново иницијатива на домашниот тим. Да видиме, Златковски. Нема корнер. Станоев. Добра интервенција на Ѓорѓевски. Станоев. Па Мицев. И сега каква грешка на Стојановски, без поголеми причини го напушти голот и тоа го казнуваат гостинските фудбалери и веќе водат со 3:1, а стрелец на голот е Виден Станоев. Во 25-та минута. И сега тешка ситуација за домашниот тим. Гостите водат со 2 гола разлика, но има уште многу сигна до крајот. Златковски. Знаеме дека и на првиот напревар на домашен терен против екипата од Стојаково Биче губеше со 7-4, меѓутоа за кратко време постигна 3 гола и изравни на 7:7. Меѓутоа Црна река се гледа дека е многу поквалитетна екипа од Стојаково. И сега нова шанса
и нов прекашок. Едноставно незадржливе во второто време Мартин Мехмединовиќ. Домаќините никако не може да најдат лек како да го сопрат овој фудбалер. Да видиме дали ќе бие со број 8, тоа е Мицев. Опасна ситуација, многу среќа за домашниот тим. По кралевиот директ биеше Мехмединовиќ. Останува 3:1 за Црна Река. Помина 6 минути во вториот дел. На паркетот сега нова екипа во домашниот тим. Ево сега шанса да видиме. Бојковски. Мехмединовиќ. Мехмединовиќ, изворена контранапад и за малку не успеа домаќините, а изреволтиран домашниот тренерот ваквата игра. Побара тайм-аут да ги советува своите фудбалери. Во вториот дел Биџо тргна одлично, успеа да изравни на 1:1, меѓутоа потоа за многу кратко време, за 3 минути прими 2 гола. И сега гостинскиот тим повторно има предност, меѓутоа овој пат со 2 гола разлика. Лут тренерот Ивица Додевски на своите фудбалери. Ке мора домашниот тим во овие преостанати 13 минути да би рекол заигра на се или ништо, да се обиде да го изравни резултатот. Ке биде многу тешко. Екипата на Црна Река во Куманово се представи во одлично издание, посебно импонира нивната игра во вториот дел, каде ги покажа сите своји квалитети. А на голот го имаат и изворениот Александар Јолдашев. Спасовски, Ѓорѓевски, Ѓорѓиевски. За малку не успеа оваа комбинација. Станоев. Не успеа да ја прифати оваа топка. Петковски. Ѓорѓиевски. Спасовски. Ѓорѓиевски. Ѓорѓевски. Одлична комбинација, меѓутоа нема среќа домашните во завршницата на овој напад. А добра интервенција во последен момент на Валери Ѓорѓиевски. Во екипата на Црна Река во игра се врати повторно Мехмединовиќ, Мицев, Станоев. Па топка назад кон Гацев, Мехмединовиќ. Станоев. Да видиме дали ќе има и корнер, така е.
Слаб удар беше тоа на Ѓорѓиевски. Станоев. Петковски, па Ѓорѓевски. Овој пат напамет одиграно. Без идеја играат сега домаќините, премногу брзат. Ева да име сега шанса. И тоа е прекршок. Протестира Станоев, мислам дека не е во право. Имаше очигледен прекршок. Еве шанса за Биџо. Никола Петковски ја зема топката. Блокиран беше Ѓорѓевски. Уште неш Петковски. Мехмединовиќ. Станоев. Гацев, па Станоев. Мехмединовиќ. Мицев. И овој пат и тој одигра напамет. Немаше никој од неговите фудбалери. Еве сега нова шанса за Биџо. Ѓорѓевски, па Петковски. Ѓорѓиевски. Премногу комплицира таму домашните фудбалери. Мехмединовиќ. Па Мицев. Сега времето работи за гостинскиот тим, кој нема причина воопшто да брза. Има сигурно водство од 3:1, а до крајот на преврат устануваат уште 10 минути. Мехмединовиќ. Еве сега шанса за контранапад. Да видиме. Петковски. Ѓорѓиевски. Нова шанса за домашниот тим и сега би рекол принуден е домашниот тренер Ивица Додевски да ги врати во екипата најдобрите поединци. Златковски се врати Илич. Петковски. Ѓорѓевски. Оште наш Петковски. Илич. Златковски. Беше изблокиран овој негов обид. Идеална ситуација за Ѓорѓевски, меѓутоа некако не ја очекуваше оваа топка. А во тимот на Црна Река играе со број 10 Димов и со број 9 Душан Конев. Илич. Петковски. Златковски. Не успеа да помине Златковски, беше добро прочитан од Тони Гацев, кој бара измена, нема сили да продолжи. Петковски. Илич. Накески. Петковски. Еве сега добра акција, да видиме. Илич. И натаму Илич. И судијата види дека топката била надвор и ова беше добра ситуација. Останува 3:1 за Црна Река. До крајот на преворот уште 8 минути. Се помалку време за домашниот тим да се обиде да направи пресврт на овој напревар.
Златковски. Па Накески. Петковски. Златковски. Накески. Добро се покриени сите фудбалери. Добро трчаат, покриваат преку целиот терен гостинските играчи. Накески. Не се разбра таму со Илич. И сега одново тайм-аут. Овој пат побара гостинскиот тренер Илија Манацков и неговиот помошник Лазар Мицев. Подсетување уште еднаш на стрелците на головите. Гостинскиот тим Црна река поведе во 80-та минута од првиот дел преку Миле Димов, така заврши првото полувреме. Во вториот дел на почетокот во 22-та минута на 1:1 изравни капитенот на Биџо Александар Накески, а потоа само за 2 минути гостите одново се стекна со предност и тоа направи во 23-та минута преку Мартин Мехмединовиќ зголеми на 2:1, а на 3:1 зголеми Видан Станоев во 25-та минута, па така сега гостите полека, но сигурно го трасираат патот кон пласен во четвртфиналето од Купот на Македонија. Но во спортот се е можно, има се уште време за домашниот тим да се врати во овој напревар. Илич. Изблокиран беше неговиот удар. Златковски. Повторно Илич. Петковски. Илич. Накески. Илич. Може да бие, но сепак Накески. Беше блокиран од својот соиграч Илич. Пропадна и ова шанса за Биџо. Мицев, па Димов. Уште еднаш Миле Димов. Вратена топка, сега гостите калкулираат. Добра контрола на топката, имаат гостинските фудбалери во овие моменти. 6 минути до крајот. Биџо Црна река 1:3. Измена во домашниот тим излегува Илич, на негово место со број 8 Драган Ѓорѓевски. А сега нормално очекувано без голман ки игра домашниот тим, значи ризикува тренерот Додевски. Би рекол оправдано, нема што да се калкулира. Ќе мора да се игра максимално агресивно. Тоа е топка за домашниот тим. Ќе мора да побрзаат сега домаќините, премногу споро идат сега овие напади и повторно играч повеќе има домаќините. Да видиме Илич. Петковски. Илич. Се обидуваат да ги расшират малку гостинските фудбалери. Златковски. Еве шанса 100%, меѓутоа нема ништо, корнер. Продолжува нападот на домашниот тим. Убав потек беше тоа на Илич, меѓутоа
нема среќа домашните фудбалери. И еве сега нов притисок врз гостите, да видиме. Петковски. Накевски, па повторно Петковски. И сега мора да внимават на вакви додавања. Примен гол во овие моменти ќе значи крајот на сите надежи. Накевски изворен погодок. Мајсторија на капитенот на Биџо. До крајот на преворот уште 5 минути. Домашниот тим, би рекол, во вистински момент намалува на 2:3. Има време, ништо не е загубено. Златковски. Димов. Станоев. Гостинскиот тренер Манасков мораше да ги врати на теренот најдобрите своји фудбалери. Тука пред се мислам на Станоев и Мехмединовиќ. Одново сега Биџо се обидува со играч повеќе да дојде до израмнување. Без голман, да видиме, Ѓорѓевски. И сега каква грешка, невнимание. И тоа грешат и гостите, да видиме Накевски. Топка за домашниот тим. Голем сега притисок врз гостите, кои некако тешко се снаоѓаат во оваа ситуација, а тоа би требало да го искористи домашниот тим. Илич, Златковски, Петковски, повторно Илич, па Златковски. Накевски, Илич. Нова шанса да видиме Накевски. Да видиме Накевски. И тоа е што сега велат судиите. Топка за гостинскиот тим. До крајот на преворот уште 3,5 минути. Вистинска драма во Куманово. Биџо се обидува со сите сили да израмни. Да видиме дали ќе успее домашниот тим. Илич, Петковски. Тука треба да има прекршок, да конечно реакција во вистински момент. Протестира целата публика, а и клупата на домашниот тим сосема се во право. Имаше овдека прекршок. Сега би рекол без потреба таму судијата Петра Мантев во дискусија со домашната клупа, продолжува на преворот. Илич, па Петковски, повторно Илич. Илич еве шанса да видиме. И уште еднаш во вистински момент блокираат гостите. Накевски, нова шанса за Биџо. До крајот на преворот уште 2,5 минути. Илич, Накевски, Илич. А овој пат на памет Ѓорѓевски, Петковски и повторно на вообичаена ситуација на теренот, избегува голман Стојановски, во игра Илич, играч повеќе за Биџо. Илич, Петковски, Илич, шанса да видиме, прекрасен гол! Мајсторија на капитенот Накевски. Негов трет гол и 3:3. Хет-трик на капитенот на Биџо Алесандар Накевски. И еве го домашниот тим на 2 минути до крајот се враќа комплетно во овој напревар.
Одличен финиш на домаќинот, 3:3. И сега треба да гледаме уште поинтересен напревар. Мехмединовиќ сега домашниот тренер не сака да ризикува. Веројатно ќе чека овој напревар да заврши нерешено, па потоа да се обиде нешто да направи повеќе. Да видиме сега шанса и како лош пас си даде таму Петковски. Мехмединовиќ и статива. Многу среќа сега за домашниот тим. Накевски, дали може да го постигне четвртиот гол? Да видиме Накевски. Ѓорѓевски. Петковски. И повторно Накевски бие. Златковски. Тоа треба да е топка за Црна Река. До крајот на преворот, некаде околу една минута, 3:3, интересен и возбудлив напревар гледаме во спортската сала во Куманово од осмина финалето на футсал Купот на Македонија. Одлична интервенција, односно одлично блокираше и Ѓорѓевски, а се обиде таму Тони Гацев. Блокиран сега беше Станоев. Домаќините ќе треба малку да внимаваат сега во овие последни моменти од напреворот. Не успеа Ѓорѓевски. До крајот 30 секунди. Златковски. Петковски. Не успеа Златковски. И тоа е крај на преворот, 3:3. Навистина супер интересен напревар видовме. Домашниот тим, благодарејќи на феноменалниот капитен Алесандар Накевски, во финишот успеа да израмни на 3:3. Што да кажем, уште еднаш ќе повторам, супер интересен напревар од осмина финалето Купот на Македонија помеѓу екипите на Биџо и Црна Река од Кавадарци. Црна Река од Кавадарци реномиран праволигаш. Потврди на овој напревар дека има одличен потенцијал. Домашниот тим губеше со 3:1, меѓутоа во финишот успеа да постигне 2 гола и на некој начин да ги продолжи шансите за пласман во четвртфиналето од Купот на Македонија. За домашниот тим императив оваа сезона е првото место во втората лига и враќање во прволигашката конкуренција, а за таа цел ќе биде потребно во наредното коло на домашен терен да се победи тимот на Форца, тоа е градскиот ривал од Куманово, кој реално, ако се гледа, е послаб тимот од Биџо. Публиката со нетрпение го очекува расплетот на
овој напревар. Интересно, на првиот напревар против ЦИКА од Стојаково, Златковски постигна 3 гола, а на денешниот напревар во полн сјај пред домашната публика се прикажа капитенот Александар Накевски, кој постигна навистина 3 феноменални голови. Секој беше убав на свој начин. Во гостинскиот тим со својата игра импресионираше Мартин Мехмединовиќ, кој покажа на овој напревар дека се работи за извореден фудбалер, голем мајстор. Меѓутоа и во тимот на Биџо има одлични фудбалери. И сега вообичаено доаѓа оној клучен момент, пеналите ќе го решат победникот во овој напревар, а воедно и екипата која ќе се пласира во четвртфиналето од Купот на Македонија. Прв ќе бие за домашниот тим голгетираот Кристијан Златковски. Да видиме. Беше прочитан од голманот Јолдашев и сега ова е премнос за Црна река. Ке бие сега Лазар Мицев. Рутинирано зголемува на 4:3. За Биџо ке бие Никола Петковски. Одлично, израмнува на 4:4. Сега кон топката приоѓа со број 9 Душко Конев. Сега може би е време и голманот Стојановски добрани. И така е. Одлично го прочита Душко Конев и сега имаме ситуација израмнета на теренот. Ке бие капитенот Накевски. Меѓутоа чита и голманот Јолдашев. Мартин Мехмединовиќ. Да видиме. Топовски удар и со тоа става точка на овој напревар. Екипата на Биџо загуби на пенали, а тимот на Црна река се пласира во четвртфиналето на Купот на Македонија. Штета, домашниот тим имаше своји шанси, меѓутоа, ако се погледне реално и објективно, тимот од Кавадраци заслужено оди понатаму. Почитувани гледачи, јас ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер со програмата на К3 телевизија.